Ја, сите сте ми преку тасе, СДС и ефтова се, Белгари, иното гиши, сите Сашо Кевар. Ке играш со Гоце Тодоровски, ми рече Коле Ангеловски, ја уште бев тогаш студент 4-та година, вика работам Голдони, Арлекин слуга на 20 господари во Велешки театар. И вика Гоце Тодоровски ќе ти биде партнер. И тоа беше мојот прв професионален проект во некој национален театар во Македонија. Значи тоа ќе спремав дипломската кога игравме заедно со Гоце. И тоа беше едно феноменално искуство за мене, гледајќи го, нели, еден од најдобрите комичари на сите времиња што ги имала Македонија. Навистина можеше многу да се научи. Таа негова опуштеност, ноншалантност, тоа негово пласирање на виц, како ја пласираше поентата. Го имав гледано претходно нормално на оние славни театар Челево, Ќоше и други работи. Поретко го гледав у драмски, пошто пред да се запишам на глума ретко идев во театар, многу ретко. Ама сум бил, да. И тоа во драмски театар имам одено. И после тоа работевме уште 2-3 представи, мислам. И нормално некоја сме биле во иста гримиорна, сме седеле. И навистина имаше што да се чуе за неговите овие легендарни овие приказни од животот. Имав прилика во многу ситуации да видам колку е популарен уште тогаш прв пат. Кога одевме, секој ден патувавме со Коле Ангеловски во Велес и се враќавме после проба назад во Скопје. И кога ќе доевме, тогаш у 90-ти се не врзувате здраво за готово. И само кога ќе доевме до Патарина, Гоце само вака ќе отвореше прозор на вакво на вртење, и само вака ќе направиш. И овие Патарина што беа луѓе, Гоце! Гоце здраво! И не пушта, и отвара рампи. И тогаш уствари сватив колку е он популарен и знам, упамтам една реченица, викам, и Гоце, викам, овие као, вика, мали, вика, јас вика да тргнам, вика, низ Македонија, вика, една година да шетам, ја, вика, денар нема да потрошам, секоја куќа ќе ми биде отворена, дури, вика, ќе заработам, ќе ме викаат у кафани, вика, да кажувам вицови, да пеам, и тоа го има видено на дело. После една представа на драмски театар во Куманово гостувавме, и после тоа, мислам, отидовме во Кумановска Бабацана, мислам дека отидовме. И имаше некој бенд што свиреше народна музика, нели, оваква. И некој од нив вика, Гоце, ај ти да отпееш 5-6 песни. Фати микрофон, го почна да му лепат пари. И се враќаме овакво од Куманово. И ми вика на мене, вико МЦМ, тогаш Соки Малиот МЦМ го држеше, значи ова е 90 и некоја година. Значи беше многу популарен во време, многу популарен. Тогаш научив да се прскам со Job Jump од него. Он се прскаше со Job Jump. Job Jump, да. Викам, и ќе седнем окола кога секој мириси таа Job Jump. Црвет, не знам, така се викаше парфемот. Ја почнав така со него да се прскам. Зашто многу убаво ми мирисеше. Ја имав и таа среќа кога бев ВД директор на драмски, јас да бидам тој што го испрати во пензија. Првиот глумец кој што по новите правила замина во пензија, што тогаш ги воведов јас. До тогаш неколку години претходно, десетини повеќе години, глумците своето решение за одење во пензија го добива од портирот на врата. Така го доби една Сабина Ајрула, еден Мето Јовановски, Снеже Стамеска, Ленче Делова, да не ги редам. Бардови на Македонскиот театар, така добија пензиски решенија, буквално од портирот на врата. Јас кога дојдов директор, првата работа што ја сменив, уште првиот месец беше тоа, го сменивме тој дел од статутот, како се вика, и направивме глумците додат во пензија со соодветна свеченост, да има коктел. Ако имаат представа, тоа да биде на денот на нивната представа на редовен репертоар, значи пред публика, на крај на представата,
после поклонот, кај што ќе му се врачи на глумецот саат со посвета и некој подарок, и после тоа нели во негова чест да има коктел. Гоце мислам дека беше првиот глумец што отиде во пензија со тие правила кои што ги сменив тогаш. И ми беше многу драго затоа што и беше исто така тој тогаш не играше подолго време во театар, ја го викнав во представата Како да ограбиш банка, кај што ја прифати улогата, имаше добра улога тамо и баш отиде на представа, отиде во пензија на представа која што беше преполна, значи беа ложите полни, имаше помошни столчиња и многу ми беше драго што публиката го испрати во пензија на еден таков достоинствен начин. После го испрати во пензија и Џокица Лукаревски исто, така, со партија Реми, исто мислам нормално, но од тогаш се сменија некои работи во драмски театар, не само за глумците, за било кој што оди во пензија да се испраќа на достоинствен начин, затоа што сепак животот го положил, би рекол, во реномето, во она што е драмски театар, целиот свој работен век го вградил во драмскиот театар. Но исто така ја имав и таа непријатна улога во таа една година кога бев веде, да го испратам на онаа вечна почивка, тоест на тоа вечно патување, да го испратам и неговиот најдобар другар и колега Ванчо Петрушевски. И памтам тогаш, кога ми јавија за Ванчо, сега покоен исто режисерот Сашо Миленковски ми се јави, и нормално организираме овој комеморативен собир, комеморација. Ја дојдам во театар да видам тие последни припреми пред комеморацијата, што е, како е, докаде е, дали е све спремно. И прашувам кај е Гоце, затоа што знаев Гоце дека треба да држи говор за покојниот Ванчо Петрушевски. И не знам кој ми каже, иди вика у таа гримиорна, тамо седи со некои колеги, ја тргнам и не знам сега кој беше, се појави тука од гримиорната. Ичне ми текнува кој беше, колега некој беше. И вика, молим те, кажи му, вика, на Гоце, тоа што ќе го каже за Ванчо да го напише, вика, неколку реда, да го има, да го прочита, ти знаеш емотивен, емоции, сепак он многу сакаше Ванчо. Вика, да не ради емоциите, да не се блокира, кима камери, кима ова, кима она. И ја, леле, кој човек беше, не знам кој колега беше. Ја му викам, ајде, што ти викам, сега на Гоце, викам, цел живот што бил мајстор на импровизација, но се ја да му кажувам на Гоце, ај тоа за Ванчо што ќе го кажеш, напиши го у 10 реда. Баш куше 20 минути треба промоцијава, комеморацијава да почне. Абе, кажи му, ја не бе, викам, таман работа не му кажам. И јас влегувам во гримиорнава, Гоце седи, нормално скршен цел. И ми вика, те слушна, вика, ви го слушнав муаветот пред гримиорна, ако ми кажеше, вика, да напишам текст, вика, за Ванчо, ќе то тера, вика, у пичку матер. Викам, па ме слушна дека кажав дека, а ја така му кажам, викам, кралот на импровизацијата, сега ја да му кикам, напиши текст. Тој може представа цела да ти одигра без да, само да му раскаже што треба да се случи у представа, он ќе ти ја одигра. И сега ја да му кажам, напиши текст за Ванчо, нели. Ете така се случи, јас додека бев тамо и директор, у иста година да го испратам негово пензија Ванчо, нели, на оној свет. Ете се и Гоце, нели, тргна по тој пат. Не надокнадила е таа загуба за драмски театар, за театарот во Македонија. Тоа е еден од најпрепознатливите ликови на македонската театарска сцена последниве 50 години. Сигурно. И штета е што за една работа беше секојаш во право, тоа секојаш го збореше гласно и кога сме го правеле муавет, изгледаше малце надмено, ама мислам дека тоа ќе се покаже дека беше во право, дека нема скоро да се роди уште еден Гоце Тодоровски. Како што нема скоро да се роди уште еден Ванчо Петрушевски.
И мислам дека за тоа беше многу во право. И затоа до никаде ја оправдував таа негова надменост која збореше за тие работи. Но за жал е така. Уште долго време македонскиот театар нема да има една таква актерска фигура, величина, ако сакате, како што беше Гоце Тодоровски и неговиот најдобар другар Ванчо Петрусевски. Кога игравме во Сон на летната ноќ на Диме Станковски, ја го играв задруга, со ни ги играа мајсторите Гоце, Ванчо, Чоре. Има една сцена која што по текст требаше да трае не повеќе од 5-6 минути според текстот. Тие двајца беа неверојатни и Чоре тука, ако се погоди, значи еднаш гледав на саат, а јас после нивната сцена требаше ја да излезам на сцена, имав моја сцена, нели као да задруга стои, што ги правеше сите магија и љубов ни представа. Мене ми вика инспициентот, Сашо Тасевски, спреми се сцена, не знам, 5 или 3, 4 или која беше, демек да се подготвам, затоа што ем кратко трае, веќе беше почната, значи имаше уште 2 минути да заврши сцена. Ја нормално застанувам кај тоа влезот, за да шум се изгаси светло, шум за ја да излезам. Требаше тоа да се случи за 2 минути, од кога ме повика инспициентот да дојам на излезот тука, за да влезам на сцена. 45 минути ги чекав да заврши сцената. 45 минути они импровизираа и публикава рикаше од смеење и паѓа аплаузи на секој 2 минути. Тоа беше неверојатно. Значи, Солунски Патрдиев импровизациите, тоа се легендарни. Ова беше една сосема друга представа, Шекспир, Сон на летната ноќ. Мајсториве се појавуваа. Чоре, Ванчо, Гоце, Джокица мислам дека беше 45 минути. Ја не знам што да правам. Идам кај инспицијантот, не знам кој беше инспицијант, не ми текна. Викам, човек, ја да си отидам да си седнам, викам, у бифе, да си нарачам пијачка некоја. Или идам да си седнам у гримјорна нозе да си кренам. Ова колку ќе трае, викам. Дај, викам, нешто. Ај, вика, кој, вика, ти ки скочиш на сцена да им кажеш да прекинат, вика, или ја да искочам, вика, инспицијантот и мене да ме избркат, или мене да ме викнат у екипава. И ја да глумам со нив. Вика, тоа е тоа, јеби га се, колку трае, толку трае. 45 минути. Таква опуштеност, таква фокусираност, ти едно е да импровизираш, никој да не те рецка, никој да не ти се насмее. Ама друго е ако импровизираш и секој 2 минути добијаш аплауз или публикава се расчепува од смеење. И тоа кој е глумец, кој бил на сцена, знае дека тоа воопшто не е лесна работа. И еднаш ке ти се потрефи некоја импровизација, убаво ке легнеш, си вика ке публиката која што трае пола минута или минута, па ти си и супер задоволен. И тоа во ситуација нешто се случило, си заборел текст или не знам некој нешто направил, па ти си се надоврзал на тоа, па се легнала импровизацијава ке публика, све супер поминало и ти си задоволен адреналинот хај. А ова човече, таа представа беше таква импровизација, траеше 45 минути, следната представа беше за сосема други теми збореа и траеше 30 минути или 15 минути. Додека Диме Станковски покоен еднаш не им рече, вечер ќе дојам да ја гледам на представа. Ако трае представа сцената поише од 5 минути, сите ќе ви избркам, други ќе ставам тука. Така и рече Диме Станковски. Нормално. Многу него е бава, а пак си продолжија, само што не траеше, овој пат ја скратија малце на 15 минути само. Така што бевме навикнати на тие нивни импровизации, понекогаш со душа ги чекавме. Тука дури столчиња си земавме ние помладиве глумци у тоа време. Столчето вака ќе си го ставиш тука на лес, од страна вака и си седиш и си ги гледаш како глумат. Врска, нема више текстот со ништо. И така. Така што нема, мислам, уште долго време да се роди на македонската театарска сцена еден таков мајстор за импровизација, како што беше Гоце Тодоровски, еден таков комичар од таков габарит. И нека му е светол патот, сочувство до семејството, до сите. И конечно ќе се најде со Ванчо. И некаде тамо
горе, пак ќе си прават хихирику, ха-ха-ха, хихихи. Ето тоа.